Во општеството од Западен Балкан многу често слушаме за појави во кои луѓе се вработуваат по партиска линија или добиваат некакви услуги поврзани со поврска со државата по партиска линија, па дури слушаме и за појави во кои луѓе добиваат пари за да буквално го продадат својот глас. Сите овие пракси што ги следиме, кои што се јавна тајна, нешто за кое што сите знаат, влегуваат во рубриката на пракси од феноменот наречен политички клиентелизам. Но што представува тоа? Политички клиентелизам е начин на кој што партиите може да мобилизираат гласачи и да мобилизираат политичка поддршка и е форма на мобилизација што е доста различна од тоа што е посакувана форма на мобилизација во демократија. Например, во високо развиените демократски општества доминантната форма на мобилизација е таа на програмската или идеолошка политика и таму гласачите се определуваат за која партија ќе гласаат врз база на некаква идеолошка поставеност или врз база на програма која што нуди партијата. Сега во Западен Балкан следиме феномен каде што гласачите често се определуваат за некоја партија врз база на материјалните бенефиции кои што може да ги добијат поврзани со поддршката и гласањето за истата. Во рамки на Информ екстензивно го истражувавме феноменот на политички клиентелизам. Например, имавме прашање во Информ анкетата во која што побаравме од испитаниците да кажат дали некогаш добиле понуда составена од пари или услуги во замена за глас и добивме навистина високи бројки, кои што во Албанија и Црна Гора, например, се движат до тоа да секој пети гласач некогаш добил таква понуда, што е навистина висок број. На нискиот процент го имаме во Македонија, каде некои 7% од испитаниците добиле таква понуда, меѓутоа и таа бројка од 7% воопшто не е занемарлива, бидејќи толкав број на гласачи можат да бидат многу важни за некој исход во изборите. Уште поважно од тоа што го свативме во истражувањето е дека доминантната клиентелистичка форма во Западен Балкан не е купувањето на гласови, не е она едноставно купување на гласови каде што гласачот ќе добие некаква парична надокнада за продавање на својот глас. Многу поважни се овие форми во кои што гласачите добиваат некои посилни бенефиции, како например партиските вработувања што ви споменав на почетокот. Тоа е најважниот клиентелистички ресурс кој што е застапен во сите 6 земји од Западен Балкан, без исклучок. Значи тоа е тоа што како да кажем клиентите го добиваат во замена за својот глас. Сега како се сузбие клиентелизмот, тоа е особено тешка работа не само за Балканот, туку и во други земји на светот. Во рамки на Информ ние изработивме една препорака за која што сметаме дека може да делува кон сузбивање на појавата на политички клиентелизам. Имено сметаме дека формирањето на постојани парламентарни комисии во националните парламенти од земјите од Западен Балкан, кои што ќе се бават со надгледување на институциите кои што треба да го сузбијат клиентелизмот и кои што ќе се бават воопшто со начинот на функционирање на институциите во врска со политичкиот клиентелизам е нешто што може да помогне за сузбивање. Ги замисливме овие парламентарни комисии како тела во кои што опозицијата секогаш ќе има бројчана надмакност. Тие би имали ингеренции да бараат од државните институции извештаи за нивното работење и да предлагаат разни активности кои што ќе одат во прилог на сузбивање на клиентелистичката појава. Често следиме ситуации во кои што политички процес оптоварен од клиентелизам, следиме ситуации во кои што едноставно политичкиот процес излегува од рамки надвор од институциите. Во повеќе земји, например, имаме лидерски средби, кога опозицијските партии едноставно ќе сватат дека нивото на политичкиот надпревар е повеќе насочено во полза на владеачките партии и со намера да се спречи ова излегување од формалниот политички процес, формирањето на една ваква комисија би можела да помогне.
Понатаму секако едуцирањето на граѓаните и на партиите за штетноста од клиентелистичката појава исто така би било од помош.